Добредојавте во уште една дискусија на Радио МОВ. Овој пат е посветена повторно на образованието. Фокусот го ставаме на студентите, студентските домови, онлайн полагањето и сите оние работи кои што се поврзани со оваа нова ситуација на COVID-19, втор пик на коронавирусот во земјава, но и проблемите кои што настануваат при физичкото полагање на испитите од страна на студентите. Гости во студиото на Радио МОВ, секој од дома, нели онака во вонредна ситуација, се двајца представници од студентите. Ја имаме Јасмина Толевска, која е студент на Универзитетот во Битола. Имаме студентскиот правобранител од Битола, Бојан Петровски, Дарио Николовски, председател на Сдруженијето на ученички и студентски домови во земјава, а воедно и директор на трите најголеми студентски домови во Скопје, и ја имаме Стефани Спировска од Младинскиот образовен форум. Ви благодарам сите што го прифативте учеството во оваа емисија, која што ја снимаме преку Zoom во вонредни услови. Би сакала да почнеме повторно од студентите. Јасмина, вие студирате на Универзитетот во Битола. Она што го имам како сознание е дека додека сите уживаа во некаков продолжен викенд или пак беа затворени во своите домови во текот на минатиот викенд, вие во саботата моравте да патувате од Прилеп за Битола за да полагате. Колку е тешко сето ова, посебно сега кога веќе немате можност да престојувате во студентски дом? Значи, да, во саботата полагав и каде што беше стварно проблем за да се вратам дома и да го фатам и полицискиот час и се. Не знам дали минатиот пат ме слушнавте кога кажував, значи немаше воз, немаше автобус. Единствениот случај беше див таксист, каде што сите диви таксисти си има свои редовни муштери, каде што патува секојдневно. Беа зафатени, значи преку 10 таксисти јас барав за да се вратам дома. И така секој ден полагање, барам нови луѓе, нови таксисти, буквално се молам да има место во колата, да има место за јас да можам да стасам на полагање, а да не правиме молаби кој е ризик. Пошто седиме човек до човек, без маски, без ништо, без никаква заштита, каде што е многу поголем ризикот. Што се случува со автобусите, Јасмина? Кога јас се јавив на автобуска, дали има автобус за да патувам, ми рекоа само една линија има, и тоа е во 6,5 сатот од Транскоп, од Битола за Скопје, и дека тоа е тоа, дека нема поќе линија, само една линија. Зошто така, како така, не знам, само знам дека има една линија и мислам дека сега рекоа дека ќе пушта други линии, али не сум сигурна и искрено немам повторно прашано како е и што е. После тоа разговарав и на железничка станица се обратив, ми рекол во зависност од полициски час, така и ние ќе се раководиме. И каде што има нов проблем со возот, пошто јас нон-стоп патував со воз, викаат, знаеш, пошто со текот на вирусот, во 9:30 требаше да биде возот во Прилеп, како што е редовната линија. Сега со вирусот брзината на возот ја намалиле. Пример, например, ако возеле со брзина на 80, сега возеле со брзина на 50. Зошто таа мерка и како таа мерка не знам. И каде што возот доцне 1 сат и не може да се ориентираме со возот да стасам точно на полагање. Значи, буквално, секое транспортно возило нас не е проблем. Не можеш во ништо да бидеш сигурен. Ни во воз, ни во автобус, ни во таксисти, студентските се затворени, не ни сакаат да слушнат да се отвора, не ни сакаат да разговараме, да најдеме начин како да се заштитиме и како да бидат во добивка сите, значи и ние, и заштитата, и пред се, и службата, и да не прекршуваме закони и прописи. Следното прашање би го упатила до Дарио. Дарио, вие многу добро знаете каква е состојбата во студентските домови. Она што сакам да ве прашам, сепак се наоѓаме во еден втор пик, можеби од првиот бран на коронавирусот. Дали сте исплашени доколку во моментов одлучиме да ги отвориме студентските домови? Не сме исплашени заради тоа што како раководство ние треба да видиме пример кој што ќе покажеме пред студентите дека знаеме што работиме и знаеме за кого работиме. Но од друга страна, околу сите прашања што се отворија околу студентските домови, дали има простор да се отворат,
и доколку би се отвориле, дали има простор да се спроведат сите тие протоколи кои што би го сочинувале враќањето на студентите во студентските домови и живењето во некоја нормала, бидејќи знаеме дека се работи за објекти кои што дел од нив имаат заеднички тоалети, дел од нив немаат тараси, дел од нив немаат ниту прозорци кои што се отвараат со соодветна големина за да може просториите соодветно да се проветруваат и така натаму. Прашања кои што оставивме на стручните лица да ги разгледуваат како такви од наша страна пренесени во целост максимално за да се донесе правилна одлука, заради тоа што мислам дека во овој период пред се треба да биде земено во предвид здравието на студентите. Но се сложувам дека како држава и како институции ние треба да ги овозможиме сите услови доколку студентските домови се затворени, да им овозможиме непречен пристап во функционирањето додека студираат. Не сме сплашени од фактот дали ќе се отворат или не. Имаме примери во нашето окружување околу нашата држава, најблиското окружување, каде што некаде се отворија, некаде не. Сведоци сме дека онаму каде што се отворија се студентските домови нови жаришта всушност на коронавирусот и мислам дека ова прашање сите заедно, но пред се да оставиме на стручните, но сите заедно во корист на студентите да донесеме една правилна одлука која што во иднина ќе спроведуваме. Заради тоа што сме свесни од друга страна дека овој вирус нема во многу скоро да го искорениме од нашето секојдневие, тоа значи дека ние треба да размислуваме многу сериозно на најадекватен протокол кој што ќе овозможи враќање на студентските домови, на студентите во студентските домови, без разлика дали тоа ќе биде во овој летен период во кој што се надевам уште многу кратко ќе потраат обврските кон факултетот или веќе од септември кога ќе продолжи студирањето во нормален тек. Така, да се вратиме повторно на студентите. Бојан, вие имавте едно соопштение практично кон јавноста во однос на тоа што се случува со студентите и со колкав проблем тие се соочуваат, посебно оние студенти кои што до неодамна практично беа сместени во студентските домови. Велите ова е класичен пример, цитирам, на дискриминација. Зошто? Доколку факултетите не дозволат онлайн полагање за студентите кои престојуваат во студентските домови, тие како би нашле начин во текот на сесиите, во текот на летото да полагаат? Значи, тие се дискриминирани, скратени ме правото да полагаат во текот на овие сесии кои ќе се спроведуваат низ целото лето, бидејќи кај нас преку целото лето на нашиот универзитет има колоквиумски испитни сесии до крајот на септември. Сега, генерално ние студентите бевме за полагање со физичко присуство. И се донесе, нели, видовте протоколи, успешно можам да кажам дека се спроведува полагањето со физичко присуство на нашиот универзитет. Еве, јас полагам со физичко присуство и мислам дека се во ред се почитуваат мерките. Но, не се најде начин за да се отворат студентските домови. Во ред, разбирам дека е ризик, разбирам дека треба да ги слушаме стручните лица. Меѓутоа, многу повеќе ми смета тоа што Министерството мене директно не ми одговори. Ниту јавноста е извести, ниту даде образложение зошто нема да се отворат студентските домови. Значи, јас со целава ситуација бев запознат пред 2 недели некаде, практично половина недела, неколку дена пред да почнат полагањата. И јас се консултирав со ректоратот за информации и ми кажаа дека нема да се отворат студентските домови, нели тие се под надлежност на Министерството, а официјална информација од МОН немаш. Јас веднаш реагирав до МОН, меѓутоа, да речем само од секторот за високо образование добив реакција дека тие не се надлежни, дека студентските домови се во надлежност на секторот за студентски стандард, но од министерот, од заменик министерката, од неколку службеници од секторот за студентски стандард, од генералниот секретар мислам дека на Министерството не добив никаков одговор, а пуштив мејл преку мојот службен мејл, преку мојата службена електронска пошта. И никој не најде начин ниту да образложи зошто нема да се отворат студентските домови, ниту да ги извести студентите навремено, ниту пак да каже кој ќе биде начинот за студентите да полагаат. Секако доколку Министерството не планираше да ги отвори студентски домови поради, да речеме, целиот оправдан ризик, тогаш, според мене, и логично требаше да им нареди на универзитетите да спроведат за сите
студенти кои престојуваат во студентските домови онлайн полагање. Бидејќи пак ќе споменам, тоа е единствен начин тие да полагаат во текот на овие сесии. Замислете ако некој студент од Кавадарци, пример сега велам, треба да доаѓа во Битола секој ден да полага, ако престојува во студентски дом. Не може ниту да најде превоз, ниту пак е изводливо. А на крајот на криштата тоа е огромен трошок. И сега се ставаме во една ситуација да нема излез, како да речем. Друг интересен факт, што ова ќе го споменам, ќе го завршам моето излагање, нели цело време се потенцира дека во септември не очекува нов бран на заболелиот коронавирусот. И друга интересна работа е што министерот за здравство пред неколку дена на прашање на новинар одговори дека во септември планирано е да се отворат студентски домови, ќе се донесе соодветен протокол. Јас се прашувам доколку за септември е можно да се донесе протокол, зашто до сега не се донесе. Значи, да речам, некој потврдил тука. Тоа е факт. Не сакам да испадне дека неосновано критикувам, меѓутоа само констатирам дека е тоа факт. Да завршиме со овој тур прашање со Стефани Спировска, потоа ќе се вратиме кон Дарија околу протоколите. Стефани, ги знаете многу добро овие работи што се случуваат на универзитетите. Неодамна чинам дека упативте еден допис до УКИМ и до УКЛО, конкретно околу полагањето на испитите физички или онлайн. Какво решение може да се најде во оваа ситуација? Токму така, ние на почетокот на оваа недела, но во денот кога почна испитната сесија, направивме еден куц допис со препораки до двата универзитети кои што се уште го немаат целосно решено прашањето по однос на полагањето на испитите. И токму во линија на ова што го зборуваше Бојан, ги потенциравме најгорливите прашања, затоа што од една страна донесени се протоколи за полагање на испитите во живо, меѓутоа ние не го разгледуваме само моментот на полагање на испитите. Мора да имаме на ум дека студентите тргаат од еден град, патуваат до градот во кој што студираат, дури и да живеат во истиот град, тие мора да користат некаков превоз за да стигнат. Често пати, тоест најголем број од студентите патуваат со јавен превоз, во кој што ние не секогаш имаме можност да одржуваме растојание од 2 метри како што велат насоките. Дополнително, не сите студенти знаат дали во моментот се инфицирани или не се инфицирани со вирусот, така што овдека се изложуваме на уште една опасност од случаи кои што можеби се уште не се тестирани, детектирани, немале симптоми, едноставно се носители на вирусот и ги изложуваат на опасности луѓето кои што се околу нив. Меѓутоа, овдека најмал проблем е моментот на полагање на испитот, туку многу е поголем проблем патувањето до испитот, чекањето на терминот за испитот, и овие ситуации на кои што не може директно да се влијае со конкретниот протокол за полагање на испити. Она што Младенски образовен форум го препорача на УКИМ и на УКЛО беа неколку нешта. Тоа се закажување на испитите на два начини. Значи, сите испити кои што ќе бидат закажани во живо, да бидат закажани во соодветен термин и онлайн, затоа што туку она што го зборуваше Бојан, овдека се отвара простор за дискриминација, да речеме. Не е само да речеме, навистина, поради определено место на живење, поради моменталниот статус, не сите можат да патуваат постојано, не сите имаат пристап до превоз, затоа што моментално и јавниот превоз сообраќа со поредуцирани возни редови, сообраќаат помалку пати, можеби сообраќаат со помал број на патници како мерки за заштита или едноставно поради тоа што се поретки има повеќе гужва во превозните средства. Така што овдека ги дискриминирам оние студенти кои што веќе имаат една обврска плюс во текот на нивното студирање, уште нешто кое што нивен товар за време на студирањето. Она што ние апелиравме беше да се закажат сите испити онлайн и офлайн, значи за сите предмети да имаат можност да ги полагаат и во рамките на својот дом, доколку не можат да стигнат или едноставно не се чувствуваат безбедно. Втората работа за која што апелиравме беше да се почитуваат мерките, меѓутоа и да се внимава на тоа да оваа сесија не се засметува во студирањето на студентите. Односно, сите оние кои што од било кои причини ќе бидат спречени да се појават на испит сега, да полагаат онлайн или офлайн, едноставно поради здравствената криза и општествена генерална криза, да се смета дека оваа сесија не ја имаат пропуштена, туку дека наредната сесија почнува да течат нивните рокови. Така што во оваа насока и беа нашите препораки кон овие два универзитети.
рече Дариот дека доколку се отвори студентскиот, дека ќе биде ново жариште. А кажете ми, кафичите што се отворени, туристички агенции, фирми, фабрики, сето останато, тоа не е жариште. Студентите комуницираат и се дружат со студенти. Дали студентскиот е отворен или не, ние уште комуницираме, ние пак се дружиме. Значи само да се разбереме, да бидам појасен. Не реков дека ќе бидат ново жариште. Реков дека искуството од студентските домови кои што се отворија во регионот покажаа дека се ново жариште. Јас не реков дека кај нас ако се отворат ќе бидат ново жариште. Да се разбереме. Да, во оваа насока мислам треба од една страна да, студентските домови се потребни за студентите, меѓутоа во овој момент зборуваме за решавање на проблемот за полагање на физичките испити, затоа што во моментот студентските домови ги гледаме единствено, се не знам Јасмина дали нас слуша, бидејќи се закочи низиното видео. Како е? Во моментов размислувавме и ние во оваа насока, затоа што и за нас беше дилема дали во моментов потребно да бараме да се отвараат студентските домови или можеби решаваме погрешен проблем со тоа. Затоа што од една страна единствената причина поради која што би бараме да се отворат студентските домови сега би била поради тоа што ние мора да обезбедиме место од кое што студентите полесно ќе имаат пристап до факултетите и ќе можат да се појават на полагањата. Меѓутоа овој проблем конкретен се решава со закажување на онлайн термини за испити. Во ситуација кога би се отвориле студентските домови, јас не гледам проблем во оние крила кои што се реновирани. Во оние соби кои што имаат сопствени тоалети, оние соби кои што се пошироки, каде што има само под еден или по двајца во собите, во тие соби навистина е безбедно да се престојува. Меѓутоа, ако ја земаме предвид состојбата со другите крила кои што не се реновирани, каде што студентите користат заеднички тоалети на еден спрат, каде што студентите постојано се дружат, бидејќи знаеме дека во студентскиот дом никој не оди само сиде во сопствената соба, туку има заеднички простори, во дворот се дружат студентите и слично. Тука навистина се отвора една опасна состојба, јас би рекла, во која што може да не се случи она што го гледавме конкретно сега, последен случај за кој што знаме е во Србија. Така што Јасмина, не знам дали ме слушна, бидејќи твоето видео се закачи, наверојатно во еден момент изгубивме. Поентата беше дека во моментот и ние како организација размислувавме дали да апелираме да се отворат студентските домови сега во оваа испитна сесија. Меѓутоа пресудно не беше тоа што не го решаваме проблемот за престојот, би го решил единствено проблемот за како да се појават студентите на физичките испити. Кога би можело да сите испити да се полагаат онлайн, во тој случај ние нема да имаме потреба да размислуваме како да ја изменаџираме и оваа ситуација за која што баш и немаме некои многу опции и јасни насоки во моментот. Така, значи претходно спомнавте дека доколку сега Бојан и Јасмина. Дали е разговарано кај вас со универзитетите конкретно и во овој дел? Електронско полагање испити, затоа што барем од она што го имам како информација, научим допрва почнува испитната сесија и се работи за помал број испити. Јасмина до сега веќе има неколку пати одена на факултет да полага испити. Дали ова би било некакво можно преодно решение на проблемот? Прво Бојан, потоа Јасмина ќе вам молам, еден по еден за да се слушаме. Така, значи, кај нас на УКЛО, универзитетот им даде право на сите единици да решаваат посебно, за тоа на кои студенти ќе им се овозможи онлайн полагање, бидејќи за некоја категорија на студенти тоа се спроведува. И генерално, меѓутоа не сите факултети донесоа такви решенија, генерално беше следнава ситуација, да им се дозволи онлайн полагање на студентите кои имаат живеалиште кое е над 50 км оддалечено од факултетот, кои се хронично болни и кои мајки кои имаат деца под 10 години. Значи за тие три категории на студенти повеќето факултети дозволија онлайн полагање. Меѓутоа еден факултет, сега не сакам да го споменам, тоа не го дозволи, бидејќи нели од универзитетот им беше дозволено на факултетите да решаваат самостојно. И сега но и ова е проблем кога ќе видите, бидејќи измеѓу Прилеп и Битола нема 50 километри, а пак треба од Прилеп студентите секојдневно да патуваат и не секогаш можат да најдат превоз. И тоа е генерално така се поставени работите, меѓутоа се надевам бидејќи мене ми е навистина жал што мора да некои студенти ја полагаат онлайн, бидејќи реално огромни се шансите за злоупотреба. И пак ќе споменам, ние генерално и јас лично сме за полагање со физичко присуство,
Меѓутоа за студентите кои престојуваат во студентските домови моментално нема друг начин. Јас сметам дека уште министерството требаше, ајде да се изразам, понавреме тоа да го препорача. И тоест не да го препорача, туку да ги задолжи сите универзитети. За студентите кои престојуваат во студентските домови да се дозволи онлайн полагање. Бидејќи тука пак ќе речам институциите потврдиле. Тоа е факт. Јасмина, дали воопшто ви беше понудена ваква можност? Како прво, јас сум против онлайн полагање. Против сум за физичко присуство за да полагаме. И ја ќе се навратам на минатиот пат, пошто морам да го кажам, пошто јас седам во студентски и знам како се собите. Значи, во една соба седиме 20 до 3. Со четворица тоа е веќе максимално 10 соби се тие. Значи, може да се држи растојание, значи, може се да се направи, може и со дезинфекциони средства. Значи, сме во една соба по 20 студенти. Од каде што тие 20 студенти не мора да значи дека 20 ќе се согласат да седат во студентски. Исто така имавте спомнато дека доколку еден тоалет е на еден спрат, дека е и за хигиена и за ширење на вирус. Но културата нас и пред вирусот, и после вирус, и за време на вирус, ние да имаме хигиенски навики, да се измијаме раце и сето тоа. Не мора да значи дека на тој начин ние ќе го шириме вирусот. Значи има начини, има решение, но прашањето е дали сака да се најде решение. Ние студентите сме да се отвори. Јас лично себе направила да се отвори и би почитувала и прописи и се. Али мене ме нервира тоа што никој не сака да застане напред со нас, какви предлози даваме, какви тие предлози дават, пошто нас не ни е проблем полагањето, не ни е проблем дали физичко или онлайн, ние сме сите за физичко присуство, но нас не е проблем патувањето. Јас пак ќе повторам, значи ние сме многу поизложени на вирусот, отколку да седиме, пошто ако седам јас одлучувам соба кај мене кој ќе влези, кој нема да влези. Сепак јас одговарам за мојот живот, не друг. Ако му речам не идите мене во моја соба, тој сигурно нема да влези со сила во мојата соба. Значи сепак секој му е мил животот. И не е така како што мислат сите дека во студентски дека е распашана, дека не може да се контролира, дека голем број на студенти се може. Во Скопје е така. Јас за во Скопје не знам како е, ама го битува 7-4 години и точно знам како е што се дешава. Полека ни изминува времето, она што го споменавме на почетокот, протоколите. Знам дека и од разговорот со Дарио што го имавме, веќе се работи на изготвување протоколи, односно од страна на Сдруженијето и директорите на студентски домови се пратени насоки. Меѓутоа, кажете ми, што се случува во овој дел? Зошто толку време се доцни со нивното донесување, а во исто време се доцни, ако веќе ги затвораме студентските домови, тогаш треба да се иселат? Што се случува со тој дел? Само пред да одговорам на прашањето, на кратко да одговорам на студентката, јас не спомнав дека нашите студентски домови биле жариште, него спомнав оние кои што се отворија во регионот, се жариште. Се надевам дека нашите и кога ќе се отворат нема да бидат. Впрочем, тоа е нашата заложба. Околу тоа дека имаме слух, јас како директор, веќе повеќе од 2 години на овај, мислам дека сериозно внимание покажав околу тоа како раководство да бидеме достапни за сите. Пред се за студентите и за јавност. И тоа продолжуваме да го правиме. Јас секојдневно одговарам по безброј пораки од студентите и така натаму, но да се вратам на прашањето на Јасмина. Сите обврски кои што требаше да се спроведат, а се во ингеренција на Државниот студентски центар, веќе се спроведени. Уште кога се донесе одлука, односно кога Министерството преку секторот за студентски стандард, како што кажа Бојан, бидејќи немаше официјално соопштение дека студентската година нема да продолжи, откако секторот извести дека оваа студиска година завршува, ние уште веднаш поднесовме барање и јас како претседател на Сдруженијето, ние како директор на Државниот студентски центар, да се дозволи иселување на студентите, бидејќи они внатре во собите имаат работи кои што им се потребни и во секојдневното живење, но пред се и во студирањето. Затоа изготвивме веднаш и протокол, и истиот протокол е доставен до Министерството за образование. Јас секојдневно сум во комуникација со Министерството и апелирам да тој протокол што е можно побрзо стигне до надлежните и да се побара што е можно побрзо надлежните да одговорат по истиот, за впрочем да им дадеме шанса и можност на студентите согласно сите рокови да можат да се иселат што побрзо, бидејќи знаеме
барем во Скопје се работи за една бројка, сериозна бројка од над 2000 студенти и мислам дека ова иселување нема да биде исто како сите други до сега, од причина што коронавирусот не ни го дозволува тоа и во протоколот се вметнати малце пошироки временски интервали преку кои што соодветно и безбедно ќе им овозможиме студентите да се иселат, односно да си ги земат сите најпотребни работи за нивно непречено живење и пред се студирање. Она што исто така ме интересира е од септември би требало да се отворат студентските домови, ако тоа веќе не се случи сега. Дали има протоколи како би функционирале во време на пандемија студентските домови? Дали нашите студентски домови се дизајнирани така за да можат да одговорат на потребите на студентите во вакво време, бидејќи факт е дека живееме во некоја нова нормалност, како што ја нарекуваме? Ја слушнав и Стефанија, кога ги спомна новите делови, но мораме да земеме во предвид дека ние во новите делови обезбедивме соодветни услови за живот, но во нормални услови. Проблем е што и веројатно многу од јавноста нема информација што прозорите кои што се отвараат заради висината на објектите се многу мали, односно ние правоаголни или коцкасти прозори впрочем и не се отвараат чисто на кип само ние горни прозори кои што од многу мал дел од собата дозволува да се проветрува, но од друга страна се сложувам дека ако веќе кажуваме дека мора да се навикнуваме на новата нормалност, ние мораме по било кој основ да најдеме начин за да се овозможи вистински безбедно живење во студентските домови. И заради тоа што сум прв поборник да институциите бидат секогаш на страна на студентите и нивната работа да се одвива единствено во заложба на подобрување на студентскиот стандард, апелирам и од себе тргнувам кога се работи за работа да сите овие работи кои што и во моментов ги разговараме се преземат да се решаваат уште веднаш, односно да септември или октомври ги дочекаме спремни без разлика каква и да состојба не начека. Тогаш со надеж дека кризата ќе биде ставена во една стабилна ситуација и животот на студентите, но и на сите нас ќе може да продолжи колку што е можно понормално. Господине Дарио, извинете, а зошто да чекаме до септември? Нели септември ќе имаме нов бранд на вирус? Зошто не се реши проблемот сега? Зошто чекаме до септември? Значи, ова е прашање кое што јас го имам веќе разговарано, но не е во наша ингеренција, заради тоа што пак ќе напоменам, надлежните се тие кои што одлучуваат. Ние праќаме протоколи, предлози, јас сум еден од најголемите поборници за да го пренесе вашиот глас на студентите, бидејќи не е само да си директор на една институција, него треба и да се заложиш максимално за потребите на луѓето за кои што работиш. Ние работиме за студентите, јас го имам пренесено. Истото таква одлука се донесе во моментот, не знам дали е таа од причина што ни се случи втор пик, како што го кажа и Јасмина, или од некоја друга причина, но во моментот се донесе таква одлука. И кога веќе таа се сложувам дека она што го кажа Бојан многу на време треба да се спремиме за веќе следното отпочнување со работа во нормален тек. Како што се сега моментално затворени студентските, како што патуваме? Дали мислите дека сме вака ние безбедни? Јас не можам да го кажам тоа заради тоа што не сум стручен, но мислам дека стручните лица треба да го дадат овој одговор и одговорот на сите прашања кои што ги имаат студентите засегнати со овој нов начин на студирање. Пред крајот на оваа емисија, она што сакам да го поставам како прашање и до Бојан и до Јасмина како студенти. Имаме еден проблем кој што во моментов итно треба да го решаваме. Тоа е оваа јунска испитна сесија. Кој е вашиот предлог и кој е вашето решение? Бојан? Јас најпрво да укажам дека настапувам не во моје лично име, туку во име на студентите и по нивни барања. И кажав, мислам дека решението е да се овозможи за сите студенти кои престојуваат во студентските домови онлайн полагање, бидејќи очигледно надлежните, ајде да не кажем, да не навлегувам поради кои причини нема да ги отворат студентските домови. Така што единствено решение според мене е што побрзо да се донесе одлука, иако сум против онлайн полагањето, за студентите кои престојуваат во студентските домови, тоа задолжително да се обезбеди. Бидејќи, како што реков, нема друг начин, тие доколку тоа не се обезбеди, тие би пропуштиле овие сесии кои се во текот на ред. Единствено што може да ми падне на памет е тоа решение, за друго не можам да се сетам реално. Така што јас и тоа го предлагам во име на студентите, па ќе видиме како ќе постапат надлежни.
Во ред, Стефани, последни зборови од тебе конкретно, значи, што е она што подитно треба да се направи да се дојде до решение? На кој начин може да им се помогне до студентите и какво е вашето искуство? Има ли слух од страна на надлежните? Во моментов, за жал, она што го гледаме е дека општествени проблеми кои што се провлекуваа години наназад, сега сите некако наеднаш испливаа на површина. Ќе почнам од состојбата во високото образование, од подготвеноста за брза дигитализација до обученоста на кадарот и во сите степени на образование. Не станува збор тука само за високо образование да се снајде толку брзо во оваа ситуација, до студентските домови во кои што низ годините не се инвестираше доволно за во моментов да можат брзо да се прилагодат и да одговараат на сите мерки и протоколи од кои што закриваат во моментов, но и од нештата од кои што се пазиме. Па се до меѓуградскиот транспорт кој што и така како сега се покажува дека е сериозен дел од проблемот во кој што се наоѓаме. Меѓутоа, она што сметам дека треба да се направи што поскоро е да се забрза процесот на дигитализација на образованието, затоа што овој проблем, односно пандемијата во која што се наоѓаме сега, можеби ќе го симне нивото на интензитет, меѓутоа се очекува нели повторно да се случат нови бранови, нови заразени, нови случаи. Единствен начин на кој што образованието нема да се соочи со големи пречки е доколку се дигитализира брзо. Во насока на ова што го зборуваше Бојан, доколку се возможат онлайн испити, од една страна студентите не ги сакаат толку многу онлайн испитите поради тоа што се плашат за квалитетот на образование. Главната причина или главниот аргумент кој што е против онлайн полагање на испитите е токму тоа што може полесно да се препишува и едноставно оценката да не биде фер. Меѓутоа тука токму треба да се види улогата на професорите и креативноста во решавањето на овие ситуации, би рекла, така што многу повеќе треба да се форсираат академски трудови, истражувачка работа помеѓу студентите, креирање на оценки преку дискусија, преку истражувачка работа и нешта кои што ќе можат објективно да ги формираат оценета, така што јас решението го гледам во таа насока, првенствено дигитализирање и реобмислување на процесот на оценување на студентите, па се до осовременување и целосно обновување на студентските домови со цел да може полека да се враќаме во нормалниот тек на нашите животи. Ја имаме сега Јасмина назад. Она што ме интересира, Јасмина, уште колку пати ти треба месецов да батуваш од Прилеп за Битола за да полагаш испит? Значи цел месец. Цел месец треба да патувам. Моментално завршивме со првите колоквиуми. Од 17 почнуваме со вторите колоквиуми, после 17 од 22 мислам дека беше, почнуваме со јунската сесија. Значи, јас сум против онлайн и системно мој став. Сум против онлайн полагање, поради што и самите видовте колку пати мене ми се исклучи, ми падна интернетот и се исклучи конекцијата. Како би полагала јас вака на сред полагање, кога јас на 2-3 пати би се исклучувала. И ќе се вратам повторно. Зошто треба да се отвора студентските? Затоа што ние мора да стасаме на полагање. Значи, штом седиме ние до студентски, значи нас не е проблем патувањето. Ако не било нас проблем патувањето, ние не би седеле студентски. Ние сме на овој начин многу повеќе изложени на ризик, поради што лично мене ми треба 4 превозни средства да сменам, да стасам до Битола и 4 превозни средства повторно, за да се вратам повторно дома. Со колку луѓе јас сум во контакт, не само јас, да не правиме мобе од Источна Македонија, што се дешава со нив. По 3 до 4 сати во еден правец му треба да се појдат, да појдат на факултет и да се вратат. Кога тие чуча, кога тие имаат време да научат, да се го спремат испитот и да полагат. Значи, има начини, има решение да се отвора студентските и да бидеме заштитени, да не биде жариште. Дали студентскиот е отворен или е затворен, студентите и не само студентите, општо, сите луѓе се дружат. Дали ќе излезат на кафе, дали ќе излезат во природа, не е битно. Тие повторно се дружат. Значи, се најде решение се отворат кафичите, а нема решение се отворат студентските. Мислам, не можам да се помирам со тоа, стварно не можам да се помирам со тоа, затоа што кафичот е задоволување на задоволство, да излезам да се дружам, а студентскиот е потреба. И студентскиот, јас од тоа зависам дали јас ќе стасам навремено, пред тоа спомнав дека возот доцни по 1 сат. Значи јас не можам да бидам сигурна дека ќе стасам точно на полагање. Автобуси немаме, диви таксисти сите се зафатени.
Мислам, да не ги правиме муабети колку ни се дуплирани трошоците, каде што моментално и татко ми, брат ми за време на вирусот не оде на работа. Платите се на полац, платите се преполоени, трошоците мене за патување ми се дуплирани, студентските не сакаат да се отворат, ни пак сакаат да најдат решение, ни пак не сакаат да ни го слушна нас гласот и да се консултираат со нас. И како што мислам дека од ова моментално емисија ви разговоров дека не се најде некое решение и заклучок, дека ќе биде истото. Пред тоа спомнавте како да најдеме решение за да се затворат студентските, а не да се отворат. Зошто да се затворат? Кога септември повторно ќе имаме ние вирус. И самите рековте дека треба ние да се навикнеме на тој вирус. Па ајде да се навикнеме, отворете ги студентските, најдете решение, не само за кафичите. Пред крај на оваа емисија ќе му дадам уште една минута на Дарија да одговори на она што го зборуваш Јасмина и да ни каже дали некако се подготвуваат студентските домови за отварање во овој момент, макар било тоа и од септември. Накусо. Оглед на тоа што се донесе одлука дека нема да се отворат, а претходно бевме припремени максимално доколку се донесе било каква одлука, заради тоа што комплетно ги дезинфициравме сите простори кои што се во студентските домови и кои што морам да напоменам многу се разликуваат од кафичите, бидејќи во студентските домови се спие, се јаде, се тушира, се живе нормално, буквално како во секој еден дом. Тоа не се прави во кафичите. И она што за мене било и ќе биде секогаш најбитно е дека го слушаме гласот на студентите, зборувам за институцијата со која што јас раководам. Но пак ќе напоменам, во овој случај мораме здравието да го колективното здравје да го подигнеме на пиедесталот, без тоа занемарувајќи го нормалното студирање. Ако во моментов се сменија многу од работите во тековното живење заради корона кризата, тоа значи дека и во студирањето веројатно ќе треба да се променат некои начини. Ако гледаме дека е проблем патувањето и слично, за кое што сепак како држава мислам дека земавме во предвид дека треба да најдеме начин како да го обештетиме тој дел кој што ќе биде дополнителен трошок преку младинските картички во кои што има средства и за сместување и за сите останати други трошоци. Мислам дека треба само да ја зголемиме комуникацијата со студентите и таа онлайн врска која што може во моментов да се користи додека се затворени студентските домови, да се користи. Првата можност за отварање на студентските домови согласно протоколи кои што ќе гарантираат безбеден живот на студентите во студентските домови, веднаш да се преземат такви чекори студентските домови да се отворат. Но пак ќе кажам, се тоа да биде издржано, контролирано од стручните лица и пред се гарантирано, бидејќи секој човечки живот ни е битен, поготово на млади луѓе како што се студентите. Но се сложувам со дел од коментарите на сите вас дека треба многу на време, спремни пред било кој предизвик да ги дочекаме сите овие работи за да овозможиме тек на настаните онаков како што заслужуваат студентите. Ви благодарам на сите за денешното учество во емисијата на Радио МОВ. Ви благодарам и вам што не следавте. Понатаму останете на каналот на Радио МОВ. Мите раце, држете дистанца, носете заштитна опрема. Се гледаме со нови содржини повторно кај нас.